Почитувани дами и господа, почитувани присутни, во одбележувањето на различни јубилеи ја гледаме можноста да се надвратиме на сите предизвици со кои одбраната и военото образование се соочуваа во изминатите децении и се разбира да се подсетиме на научените лекции кои треба да ни бидат водилка за градење на стабилна иднина. Регионалната и меѓународна компонента на Академијата, ќе почнем од поширокото, е поддржана со многу активности. Бројни меѓународни конференции, курсеви, научно-истражувачки работилници, се разбира издавачка дејност, многобројни меѓународни проекти, преку кои Војната академија го обединува научниот и истражувачкиот потенцијал не само на својот наставен кадар, но и на експерти од различни држави и воени академии. Ова се разбира се потврдува со фактот што на нашата воена академија во континуитет студираат питомци не само од нашата држава, но и питомци од Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово, традиција која обстојува многу долго и која што искрено јас ќе ја поддржам да се прошири и со питомци од повеќе земји. Со оглед на тоа што живееме во свет на постојани промени и динамично безбедносно обкружување, мора да превземеме мерки, активности, секој се разбира во својата надлежност, да направиме нашите програми за едукација и обуки да бидат соодветни на потребите кои се разбира дека постојано се менуваат. Мора да бидеме внимателни и да обезбедиме тие да бидат кохерентни и фокусирани на барањата и потребите. Ке се осврнам на програмите за едукација и обука, за кои сметам дека треба да бидат прилагодени, да се подготват, да го подготват персоналот кој токму напоменавте, за предизвиците кои се соочуваме денес, но и оние кои ни престојат во иднина. Институциите кои се одговорни за обука на персоналот во одбраната, кај настоја Воената академија, но и командата за обука и доктрини, мора да ги иницираат, да ги предводат и да ги спроведат овие промени. Идентификувани се клучните императиви што треба да обезбедат образование и обука кои се фокусирани, ефективни и ја задржуваат соодветната насока и здруженост на заложбите. Новите генерации, во кои сите ние веруваме и вложуваме, мора да имаат поголеми познавања од раководење и командување, но и од областа на економијата, технологиите, комуникациите, лидерството и менаџментот. Ова го набројувам се со цел да можат да донесат правилни одлуки во вистинско време. Сметам дека Војната академија, како придружна членка на Универзитетот Гоце Делчев, треба уште повеќе да се отвори кон цивилните високообразовни институции од областа на одбраната, безбедноста и меѓународните односи, но воедно да ја се огледа и потребата од своето место во едукацијата на кадар за другите безбедносни институции и коморски здруженија. Дека не напоменавте дека имате одлична соработка и тоа мене ме радува, но јас би одела и чекор понатаму таа соработка уште повеќе да се зацврсти, се разбира да се отвори. Сега кога навршуваме 3 децении самостојна македонска одбрана, ќе мора да си погледнеме во очи и затоа и ги одбележуваме јубилеите и да ја истакнеме нужната потреба од длабока трансформација на професионалното образование и обука во одбраната. Главната задача на нашиот професионален едукативен систем е да го подготви персоналот во одбраната успешно да се справи со широкиот спектар на предизвици во одбраната и безбедноста. Основна задача е да се подготват лидери за безбедносното обкружување во 21. век, кои ќе бидат оспособени да функционираат во услови на зголемена неизвестност, онаква каква што сме сведоци секојдневно. Мора да се прилагодиме и кон новите услови и на нашата професионална едукација да ја дадеме нови улоги, да ги ревидираме наставните планови и програми и да ги надополниме темите кои што се изучуваат. Мора да ги журираме нашите концепти, нашите природи и технологии. Воените игри и вежбите со симулации секако ќе помогнат многу во остварувањето на оваа цел. Институциите за образование и обука, Воената академија и командата за обука и доктрини имаат можност да навестат промени и да имаат важна улога во надминувањето на застарените сваќања и отпорите кон промените. Промените се најтешки да се прифатат, но благодетите од нив ги чувствуваме сите.
Особено е важно што Воената академија ги следи и ќе продолжи да ги следи, во тоа сум убедена, чекорите и да се вклучи активно во едукацијата, во која што се разбира ќе биде засилена, во која што ќе произлезат уште повеќе идеи, проекти, јавни политики и документи кои ќе ги даваат контурите на целосно заокружување на одбранбените способности на одбраната. Војната академија и Генералштабот соработуваат, потребно е да соработуваат уште повеќе, за да на крајот да добиеме производ од кој нема да има потреба да поминува дополнителна обука и веднаш по нивното дипломирање ќе бидат подготвени да ги преземат нивните должности. Учењето низ кариера е многу важен сегмент за тоа што во иднина треба да се посвети особено внимание Воената академија. Нашиот систем за образование и обука се заснова на перманентна професионална едукација во текот на кариерата. Ова е патот преку кој се постигнува поголем професионализам кај нашиот воен и цивилен персонал и се овозможува подобрување на ефикасноста и ефективноста на нашиот одбранбен сектор. Ке ја потенцирам важноста на обуката за лидерство и менеджмент, кој е сегмент на кој треба исто така да се посвети особено внимание со цел да добиеме офицери кои ќе бидат веднаш подготвени да одговорат на потребите на армијата. Никаде праксата на лидерство не е толку важна како што е тоа важна во секторот на одбраната. Добрите лидери не се раѓаат, тие се развиваат, заради што мора да обезбедиме и фокусирано и кохерентно лидерство и менеджмент обука. Мора да се свати дека лидерските и менеджерските способности може да имаат различно значење на различни нивоа, што во нашите програми ќе се земе предвид. Она што ќе напоменам е дека постојаното оценување е алатка за континуирана проверка на постигнувањата, но воедно тоа е и поттик за уште поголеми успеси и развој на секој од нас, но особено на Војната академија. Многу пати досега и во мои обраќања и различни дискусии, и тоа е нешто што искрено го чувствувам, овдека на Војната академија особено ќе го потенцирам, ќе нагласам дека сите лица кои носат униформи, независно од нивните позиции и должности, кои ги обавуваат, а особено вие што сте тука присутни кои едуцирате нови кадри, треба да бидат далеко од политичките партии. Носењето на униформа и дневната политика не одат заедно. Ова го кажувам како министарка за одбрана, политички именувана, но подготвена во таа ваша заложба да ви бидам сојузник. Сметам дека школувањето на секој еден офицер треба да се заснова на главното правило за департизација и деполитизација. Повторно ќе напоменам, не е чудно што тоа го кажувам јас, го кажувам одговорно пред вас, затоа што сакам да ви бидам сојузник. Почитувани дами и господа, ќе завршам на крајот со тоа дека постојаното оценување на ефикасноста и ефективноста на едукативните содржини и нивниот квалитет е потребно за да се осигура дека нашата инвестиција во програмите за образование и обука го даваат посакуваниот резултат. Во периодот ќе најавам она што се активности на Министерството за одбрана, ќе престои ревидирање на многу клучни стратешки документи кои се веќе донесени, некои од нив се и речеме застарени со оглед на околностите кои што се случуваат. Сите вие, припадниците на Војна академија, професорите, научниот кадар, сте добродојдени да учествувате во нивната ревизија. Затоа што ако било какви процеси во Министерството водиме, да наречам, изолирано, или ги водиме сами, или ги водам јас за своја лична промоција, тие однапред ќе бидат осудени на неуспех. Тоа не е мојата заложба. Мојата заложба е покрај вакви обраќања пред вас, да имаме и работни состаноци на кои што ќе ги чуеме вашите забелешки, коментари и секако критики, секогаш добродојдени за тоа каде и како треба да се развива нашата одбрана.
Ќе завршам на крајот со голема благодарност за поканата и се разбира за вашето присуство тука. Ќе се извинам што нема да можам да останам на трите панели кои ќе ги имате подоцна, но сето она што ќе биде дискутирано на тие панели и ќе биде доставено до нас како Министерство во пишана форма, како ваши согледувања, бидете сигурни дека ќе се потрудам да бидат земени во пред. Ви благодарам многу.